Па еве денеска заедно со дел од раководството на Демократската партија на турците на Македонија дојдовме во Ресен да дадеме нашата силна поддршка на кандидатот господин Ѓоко Средовски од ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Ме радува фактот што во средбата со граѓаните, со членовите и симпатизерите на Демократската партија на турците на Македонија видов дека постои многу добро расположение. Се работи масовно на теренот, има чести контакти со граѓаните, се посетуваат местата кои што се објаснува програмата, визијата наша за наредниот период и на се разбира идниот градоначалник. И јас искрено верувам дека овој пат резултатот ќе биде многу подобар од резултатот што го имаме после првиот изборен круг. Кај нас постои и елан и ентузијазам да се продолжи со уште поголема енергија, да се привлече што поголем број од гласачкото тело и веќе на еден заеднички состанок бевме и со градоначалникот, со членовите и симпатизерите на нашата партија, лично ја увиде атмосферата во партијата и јас верувам дека неделата вечер ќе славиме, дај Боже да бидам на овој терен и да славиме заедно, ќе славиме уште една голема победа. Впрочем, по однос на изборот на советниците во општините завршија изборите. Коалицијата за подобра Македонија со над 120.000 гласа повеќе, освоени гласови повеќе, буквално има мнозинство речиси во сите општински совети. Остана уште неколку градоначалнички кандидатури да ги одработиме. Во Ресен има многу добра и позитивна атмосфера. Јас можам уште од овој момент на кандидатот Ѓоко Средовски да му ја честитам победата во недела. Да се живи и здрави! Со задоволство можам да констатирам дека првиот изборен круг ВМРО-ДПМН заедно со Коалицијата за подобра Македонија постигна еден извонреден историски резултат, освојувајќи 5.500 гласови, колку што досега не освоил ниеден друг кандидат. Исто така и разликата која што е направена пред второпласираниот кандидат е огромна, би рекол, за наши услови, околу 2.500 гласови, што ни дава за право да очекуваме во вториот изборен круг уште поубедлива и уште по-значајна победа. Со задоволство исто така можам да констатирам и тоа што е направено на полето на освојувањето на советничките мандати, каде што ВМРО-ДПМН заедно со Коалицијата за подобра Македонија, каде што партиципира и Турската демократска партија, освоја вкупно 8 советнички места, односно освоено е мнозинството во советот на општината, што исто така представува гаранција дека не само што ќе биде резултатот уште поубедлив и триумфот уште позначаен во вториот изборен круг, туку и соработката на ниво на двете партии кои што партиципираат во рамките на општинскиот совет и во коалицијата ќе биде на уште повисоко ниво и во наредниот 4 годишни